Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, најнапред веднаш да кажам дека пратениците на Социјалистичката партија на Македонија ќе го поддржат предлогот на владата да го Ненад Савевски да биде нов јавен обвинител во Република Македонија. Зошто ќе го поддржиме овој предлог? Бидејќи се работи за, од она што го кажа и подпредседателот на владата, за еден човек кој што има безпрекорно CV, се работи за човек кој што дава надеж дека конечно работите во јавното обвинителство ќе тргнат кон подобро. Тоа е заклучокот на нашите пратеници, бидејќи е таков заклучокот, ние овој предлог ќе го гласаме. Меѓутоа, веднаш да кажам на почетокот дека прво сметам дека се работи за еден храбар човек, бидејќи се нафаќа со една многу сериозна задача, тоа е да води орган кој што има само 2% доверба помеѓу граѓаните. Овие 2% се најверојатно статистичка грешка, бидејќи најверојатно нема ниту еден граѓанин во Република Македонија доверба во ова јавно обвинителство. Затоа сметам дека се работи за храбар човек, бидејќи од него ќе очекуваме сите овие работи да ги разреши. Кои се основните очекувања кои што ги имам јас како пратеник, но кои се основните очекувања кои што според мене ги имаат и граѓаните на Република Македонија? Прво, да си го расчисти сопствениот двор, бидејќи постојано слушаме за случаи каде што јавното обвинителство не постапува. Не можеме ние постојано да слушаме по телевизии каде што одредени јавни обвинители истакнуваат за како се работело во јавното обвинителство во претходниот период. Не можеме постојано да слушаме како е разрешен јавен обвинител кој што тврди дека е разрешен, бидејќи се заангажирал да реши одредени проблеми, а според јавното обвинителство тој правил одредени малверзации во својата служба. Не можеме со такви работи да се занимаваме и да слушаме и да остане само на муабет, само на слушање. Со кои луѓе ќе работи сега Ненад Савевски? Па со тие истите луѓе. Ако сакаме да се врати довербата во јавното обвинителство и ако реално господинот Савевски се нафаќа на ова работа и сака да ја среди, да почне да функционира системот и јавното обвинителство бидејќи не функционира, тогаш мора да си го расчисти сопствениот двор. Тоа е првото нешто и круцијално кое што мора да се случи. Втората работа, доколку ги преземе активностите во расчистување на случаите внатре во самото јавно обвинителство, ќе очекуваме да се ангажира конечно да запрат кражбите на буџетот во Република Македонија. Мораме со тие работи конечно да се заангажираме и конечно да видиме случаите да завршат на суд. Не можеме ние да имаме случаи во кои што сегашни функционери јавно кажуваат дека поднеле кривични пријави до јавното обвинителство, а од јавното обвинителство да имаме молк, да не се постапува по ништо. Не може така. Не може така. Мора јавното обвинителство да почне да постапува. Нека каже, не ова што е поднесено, нема тука никаква кривична одговорност, или ако има, ќе преземеме соодветни дејствија. Мора така да почнеме да го штитиме буџетот. Тоа е конечно јавното обвинителство мора да почне да ги преземе работите за кои што всушност е информирано. Кој ќе го заштити буџетот на Република Македонија ако не јавното обвинителство? Тоа е се очекувањата кои што ние ги имаме од господинот Савевски. Видете вака, можете слободно кој бил административец кој што 10 години работи во кој бил орган, да го повикате и ќе ви каже најмалку два примера кај што тој смета дека се злоупотребила службата во неговата институција. Па кој ќе преземе активности и мерки ако не јавното обвинителство? Јавното обвинителство не мора ништо друго да прави, нека почне да функционира, да действува по извештаите на Државниот завод за ревизија. Па каде влегол Државен завод за ревизија, не нашол еден куп малверзации. Па кој ќе постапува по тие малверзации ако не јавното обвинителство? Тоа е она што во втора фаза го очекуваме од господинот Савевски. Во трета фаза од господинот Савевски, јас лично, а сметам дека и граѓаните очекуваат да се зафати со високиот криминал, со олигархијата во државата. Банки, осигурителни компании, офшор фирми, разноразни финансиски друштва и фондови, градеж на мафија и ред други работи. Кој тоа ќе го справи, со кој треба да се справи во државата со тие активности? Да, јавното обвинителство. Зошто ги ставам сите во куп? Па бидејќи се работи за истите луѓе.
Тоа се истите луѓе кои што се банкари, истите луѓе кои што имаат осигурителни компании, осигурителни полиси, финансиски друштва, тие се градежници, тие се во државата. Под каде се тие пари? Кој ќе го даде одговорот на тоа прашање? Јас, вие, не јавното обвинителство. Па не можеме ние постојано да покажуваме со прст кон судството. Па за да судот нешто реши, јавниот обвинител треба некого да изнесе пред лицето на правдата. Јавното обвинителство до сега не си ја врши работата. И ние очекуваме со изборот на господинот Савевски, затоа јас викам дека е храбар, со изборот на господинот Савевски, овие три работи да ги реши. Еве, тоа се тие три постулата. Прво, да се справи со корупцијата во собствените редови, во самото јавно обвинителство, бидејќи не можеме ние јавните обвинители да ни бидат звезди по телевизија за кои што ќе се слушат секакви работи. Втората работа, да се справат конечно со корупцијата во смисол на крадење на буџетот, бидејќи тоа е јавно добро, крадат пари од сите. И третата работа, да се справи со олигархијата во државата, која што хара, и тоа не сум кажал ништо ново, кој што не го сметаат сите граѓани на Република Македонија. Од господинот Савевски големи се очекувањата, еве му даваме поддршка, ќе има пријател во секој од нас доколку со овие работи се справи. Воедно морам да му кажам дека ние сметаме внимателно ќе следиме неговата работа. Многу внимателно. Нема да оставиме полн период доколку не видиме резултати од неговото работење. Даваме шанса, тука сме се да поддржиме. Никој, сите сакаат да има самостојност на функционирање на јавното обвинителство. Ајде конечно да ја средиме државата, ајде конечно системот да почне да функционира. Ајде господинот Савевски нека ни докаже дека е навистина таков, ние имаме целата надеж во него и затоа еве ќе го дадеме и својот глас. Благодарам.